Почитувани гледачи, го емитуваме најновото издание на регионалните вести на телевизија КИС. Денес е меѓународен ден за борба против насилството врз жените и телевизија КИС ја поддржува оваа кампања. 25 ноември е меѓународниот ден за елиминирање на насилството врз жените и почеток на кампањата 16 дена активизам за спречување на насилството врз жени и девојчиња, која ќе трае до 10 декември, односно Денот на човековите права. Во рамките на кампањата се повикуваат луѓето да го обојат светот во портокалова боја како символ за светла иднина за жените и девојчињата. Обединетите нации го прогласија 25 ноември за меѓународен ден за борба против насилство врз жените, инспирирани од бруталното убиство на сестрите Мирабал, политички активистки во Доминиканската република во 1960 година. Според Светската банка, податоците се застрашувачки. Во одреден момент од нивните животи, речиси 1 милиарда жена стануваат жртви на насилство од интимен партнер или сексуално насилство од лице кое не им е партнер. На глобално ниво, 38% од убиствата на жени се извршени од нивен интимен партнер. Сдруженијето Женски форум организираше средба со представници на локалните институции на која тие беа запознаени со активностите на новиот проект за помош на жртвите на семејно насилство во районот на Тетово. Сдруженијето Женски форум реализира нов проект за јакнување на жртви на семејно насилство во регионот на Тетово. Со предвидените активности во рамки на проектот, денес на средба беа запознаени представници на локалните институции. Целта на проектот е жените и девојките жртви и потенцијалните жртви на семејно насилство во регионот на Тетово да имаат подобар пристап до услугите на локалните институции и да се охрабруваат да бараат помош од насилство. Она што денес се случува е формирање на работна група на представници на институции на локално ниво кои во текот на своето работење се среќаваат со проблематиката на семејното насилство и насилството врз жени и девојчиња. Денес ја организираме првата средба, а целта е како резултат на работата на оваа работна група да произлезе еден документ кој што ќе опфати стратегија или патека за меѓусебно препраќање на жени жртви од семејно насилство во институциите на локално ниво, со што би се избегнала двојната виктимизација на жртвите од семејно насилство. Инаку и главната цел на проектот, поради која што истиот е креиран, е за јакнување на жртвите од семејното насилство во регионот на Тетово. Во рамки на Сдруженијето функционира Центар за бесплатна правна помош кој ги застапува сите жртви на семејно насилство. Помош можат да побараат на телефонскиот број 044 34 34 10. Ние се обидуваме преку многобројните јавни кампањи кои што ги спроведуваме во рамки на Сдруженијето, а и во рамки на овој тековен проект, да ја подигнеме свеста за потребата од пријавување на семејното насилство, затоа што само ако се пријави случајот, постои можност да се реши. Слободно можам да кажам дека во последнава година дена имаме најголем број на пријавени случаи во Центарот за бесплатна правна помош, што е речиси двојно повеќе од минатата година. Во однос на соработка со другите институции и дали и колку кај нив се пријавуваат случаи на семејно насилство, од голема корист ќе биде и денешниот состанок на работната група, каде што ќе дознаеме повеќе нели како тие се справуваат, како ги примаат и како ги разрешуваат ваквите случаи на појава на семејно насилство и што е најважно заеднички што ќе можеме да ја креираме таа патека на меѓусебно препраќање на жените жртви на семејно насилство. Проектот за јакнување на жртви на семејно насилство во регионот на Тетово на Женски форум се реализира со поддршка на Фондот на Обединетите нации за да се стави крај на насилството против жените. Игор Рафајловски од гостиварско Тумчевиште обвинува дека неговата поранешна сопруга не овозможила тој да оствари средба со неговата ќерка која живее со мајка е во странство. Според решението на Центарот за социјални работи Гостивар, девојчето требало привремено да престојува 3 недели кај таткото во месец јули годинава. Игор Рафајловски од гостиварско Тумчевиште 8 месеци ја нема видена неговата малолетна ќерка. Откако во април годинава неговата поранешна сопруга го зеде девојчето и замина во Данска.
Центарот за социјални работи Гостивар донесе решение дека девојчето може да се одсели во странство со неговата мајка, каде ќе се пружело бесплатно школување и парична помош, но мајката стои во одлуката им обврска да го враќа девојчето во Македонија неколку пати во годината, за да може да оствари средби привремено да престојува кај таткото. Нова решение не беше испочитувано, вели Игор. Решението не е испочитувано, кај што ми овозможи Центарот 20 дена да биде мојата малолетна черка кај мене дома, како еден вид на летен одмор, ама до тоа не дојде. Се појави госпоѓата горе сама, без детето, кај што направи голем скандал во Центарот и си замина. После тоа, наводно Центарот превземал мерки, преговараше со неја, наводно, за да ми го дади детето, ама таа ја напушти државата. Игор изјави дека не е прв пат неговата поранешна сопруга да не ги почитува решенијата на Центарот за социјални работи Гостивар. 8 години Центарот носи погрешни одлуки, во кои само на хартија пишува дека ќе остварам контакт со ќерката, но во пракса тоа не се случуваше. За на крај да донесе решение, моето девојче да се однесе во странство, вели тој. Сега и Центарот сам објаснуваше, демек е земен терко на некои родители што имале спогодба меѓусебна, за да замени детето во странство или негде другде, и земене тој терка. Кај што ние вамо немаме согласност со мојата бивша сопруга. Од Центарот за социјални работи Гостивар вела дека поради непочитување на решението, против мајката на девојчето имаат поднесено соодветна пријава до Основното јавно обвинителство Гостивар. Во моментов подготвуваме ново решение за остварување на средби привремен престој на девојчето кај неговиот татко. Таа средба најверојатно ќе треба да се оствари наредниот месец, тврдат од Центарот. 73 годишен пешак повреден на пешачки премин во Тетово. Две сообраќајки во еден ден се случиле вчера на автопатот Тетово-Гостивар, причинети од неконтролирано движење на куче бездомник по коловозот. Вчера околу 17 часот и 30 минути на пешачки премин на кружниот тек на улиците Маршал Тито и Јане Сандански во Тетово се случила сообраќајна несреќа во која учествувале патничко возило Сеат Кордова со тетовски регистарски таблици управувано 23 годишен жител на Долно Палчиште и 73 годишен пешак од Тетово, соопшти СВР Тетово. Во несреќата пешакот здобил телесни повреди, со друго возило пренесене во Тетовската клиничка болница, укажана му е помош и пуштена на домашно лекување. Според првичните сознанија од извршениот увид, причина за несреќата е непочитување на првенство. Како што соопшти СВР Тетово на автопатот Тетово-Гостивар во близина на клучката за Жеровјане, вчера околу 12 часот патничко возило Мерцедес со хрватски регистарски таблици, што го управувал 47 годишен жител на Камењане, удрило и усмртило куче бездомник, кое неконтролирано се движело по коловозот. Нема повредени во возилото, додека причинетата материјална штета се проценува на 30.000 денари. 3 часа подоцна на истиот автопат, но во близина на клучката за Тумчевиште, патничко возило Рено Клио со гостиварски таблици управувано 42 годишен жител на Градец, исто така удрило и усмртило куче бездомник. И во оваа несреќа нема повредени, а вкупната материјална штета се проценува на 10.000 денари. Поради се поголемиот број на откриени прекршоци кои ги прават возачите почетници во сообраќајот, СВР Тетово со апел до нив за почитување на законските ограничувања при управување со возило. И во последните сообраќајно-контролни активности што се спроведуваат на Тетовско-гостиварското подрачје, покрај другите прекршоци, значителен е бројот на откриени возачи почетници кои не се придржувале на законските ограничувања предвидени за оваа категорија возачи, а кои неретко се учесници во сообраќајни несреќи со сериозни последици. Во 10 месеци од годинава на Тетовското подрачје откриени и законски санкционирани се 1029 возачи почетници. Поради ова секторот за внатрешни работи Тетово уште еднаш ги потсетува ваквите возачи дека во периодот од 23 часот до 5 часот не смеат да управуваат возило без придружник возач со соодветна категорија постар од 25 години. На возачите почетници исто така им се укажува дека секогаш треба да ја прилагодат брзината, односно да не возат повеќе од 60, односно 100 км на час, зависно од тоа по каков пат се движат, дека не може да управуваат возила со сила
сила на моторот поголема од 77 киловати, да не користат приклучни возила или да превезуваат деца во рок од 2 години. Оние кои нема да ги почитуваат законски предвидените ограничувања ќе се соочуваат со поднесоци, со глоба која изнесува 200 евра во денарска противредност или со впишување на 40 негативни бодови. Од таму секторот за внатрешни работи Тетово повторно апелира до возачите почетници, а претежно станува збор за млади од 18 до 25 години, да се прилагодат на споменатите ограничувања, чија основна цел е нивна и поголема безбедност на сите учесници во сообраќајот. Полицијата поднесе кривични пријави против 2 лица вработени во шумското стопанство Шар Гостивар поради злоупотреба на службената должност. 47 годишен гостиварец е приведен за издржување казна затвор за тешка кражба. Надворешната канцеларија за криминалистички работи Гостивар поднесе кривична пријава против 54 годишен гостиварец и 53 годишен жител на гостиварското село Железна река за сторени кривични дела, злоупотреба на службена положба и овластување и несовесно работење во службата, соопшти Министерството за внатрешни работи. На 1 јуни годинава во 16 часот во атар на селото Новосело биле затекнати лица кои што со возило Нисан вршат превоз на бесправно пресечена дрвена маса, при што на местото биле пронајдени 4 метри кубни дабова и букова дрвена маса. При тоа пријавените, вработени во Шар Гостивар, го фотографирале возилото, а на лицата им овозможиле да ја земат моторната пила и да го напуштат самото место. Со ова пријавените овозможиле да се изврши бесправна сеча на 17,93 метри кубни дрвена маса, а предизвикале материјална штета од 161.370 денари. Од денешниот полициски билтен и информација за лишување од слобода. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово, полициска станица Гостивар, вчера околу 16 часот привеле 47 годишен гостиварец осуден на едногодишна затворска казна за кривично дело тешка кражба. По приведувањето и кусото задржување реализирано со судска наредба, лицето предадено е во казнено-поправната установа Идризово во Скопје за издржување на казната. Православните христијани денес го слават празникот посветен на светиот великомаченик Мина. Во екот на православните слави овој великомаченик за многу тетовски семејства е домашен заштитник. Со свети богослужби и домашни слави, православните семејства во Тетовско денес го празнуваат великомаченикот Мина, празник во народот познат како Мартинци. Во соборните храмови беа одржани свети литургии посветени на светиот великомаченик Мина, родом од Египет, кој пострадал за верата во Господ Исус Христос за време на владењето на безбожниот цар Диоклецијан. Во текот на богослужбите верниците упатуваа молитви кон великомаченикот кој како вистински христијанин не можел да го гледа жртвопринесувањето на идолите, затоа ја напуштил војската, градот и луѓето и отишол во пустина. И тој бил стотник затоа што или еден вид офицер затоа што он заповедал, командувал на 100 луѓе. Затоа имал и голем чин во војската, но гледајќи ги паганските обичаи како царот Диоклецијан и тогашниот кнез на Катаонија, каде што служил војска во Фригија, во Мала Азија, како принесуваат жртви на боговите, светиот Мино се оддалечил во планинаот и полесно било да другарува со зверовите, да биде пријател со зверовите планински, отколку со лошите луѓе што не верувале во вистинскиот Бог. Нека им се вечни имиња и слави на сите. Да напомнам и тоа дека денеска е познат празникот Мартинци. Зошто го нарекуваме Мартинци? Бидејќи на денешен ден пострадале повеќе маченици, како што спомнав, свети Мина, свети
Виктор, Света Стефанида и Свети Викенти. И во слави и чест на овие маченици, на сите маченици, затоа го славиме и празникот Мартинци. Зашто? Затоа што самиот збор Мартирион, Мартиниос, означува страдалник, маченик за Христа Бога. Војкот на домашните слави и овој великомаченик за многу семејства во Тетовско е домашен заштитник. Големиот чудотворец на земјата и на небесата, на секој што го слави кога е во неволја и има вера ако го повика на помош, Светимина му помогнал, е запишано во Светото житие. Во чест на познатиот научник Паскал Сотировски, кој потекнува од Врбен, вчера во селото беше организирано пригодно одбележување на 90 години од неговото раѓање. На настанот присуствуваа жители на селото, членови на семејството, пријатели и соработници. Во горнореканското село Врбен вчера беа одбележани 90 години од раѓањето на познатиот астрофизичар Паскал Сотировски. Спомен плочата во негова чест беше подигната летово, а на датумот на неговиот роден ден тука се собраа жители на селото, негови пријатели и соработници да се потсетат на неговите научни достигнувања, но и на неговата скромна и добра душа. Јас лично сум како сограѓанин или како мештанин од село Врбен многу среќен што потекнувам, поготово кај што се родил и нашиот Паскал. Така се среќни во тој миг, како што и кажавме пред малку, роден во прекрасно сиромашно семејство, меѓутоа кој да знае дека ова дете од ова село ќе стане светски научник, со тоа што многу не прави среќни и не смеме да заборавиме и да ги зачекориме чекорите кон неговата мисла, затоа што во една година, 1983 година, имав лично прилика да се запознам. Неговите визии беа многу далеку, но вие сите знаете дека уметниците и научниците понекогаш немаат време за се, за науката имаат, ама за собствениот дом или за собствениот крај помалку се посветија, но затоа сме ние како помлада генерација тука да им се заблагодариме на сите оние и нему лично што допринесе да ова село на некој начин се одбележува, препознатливо беше по хидроцентралата системот во село Врбен, сега уште повише допринесе тоа да село Врбен биде препознатлив и по неговото име, по неговите дела, од светски ранг да имаме човек кој што навистина го заслужува таа чест да биде одбележен и на овој ден да му се направи овој роден ден на овој начин. И убавината на природата се отсликува во убавината на луѓето што живеат. И навистина ваква мокна и питома во исто време природа, сега ми е јасно дека Паскал Сотировски е роден токму тука. Зашто во него, а тоа е колку ние се трудиме да ги фалиме луѓето и да им даваме најразлични епитети, тоа се две особини кои ретко се срекаваат во едно тело и во една душа и во еден дух. Значи, од една страна мок на мислата и визија и мок, еве, космосот и сите тие големи промени да ги гледа како човек што е дел од тој космос, што на кого му е се тоа познато, или кој сака да го истражува, ама исто така со знаење, а од друга страна една питомина, која некој тука ја нарече добродушност, што е збор кој мене многу ми се допаѓа. Затоа што Паскал Сотировски беше добродушен човек. Импресивната средба беше од тоа што, знаеш како можеш да осетиш една проста, човечка, македонска душа, која бара луѓе на кои треба да им се помогне за да се снајдат во големиот град, во големата вода. И тоа е непроценливо богатство за еден човек како мене или како некои други што дошле во еден голем град, во една голема цивилизација, за да сретнат македонец, да сретнат човек што е успешен. Но оно што беше позначајно за мене, што денеска го врзувам со една
друга, да речам, духовна, спиритуална, дури езотериска димензија е дека само на македонецот, како научник, во овој случај на Паскал Сотировски, му се дава тој инсайт, што го викаат, тоа внимание за да влезе во тајната на неутриното или во староста, во процесот на Сонцето. Своje видување и обраќање на одбележувањето имаше и публицистот Ставре Джиков, кој пред присутните не го криеше воодушевувањето од делото на Паскал, неговата посветеност на науката, големината како човек и како ум. Настанот заврши со положување на цвеќе пред спомен плочата поставена на објектот на селското училиште. Оттаму се испрати порака родното место на светски познатиот научник Врбен да стане свето место за астрономите. Паскал Сотировски дипломирал астрофизика, а докторирал на тема од областа на физиката на Сонцето. Бил професор на престижниот универзитет Сорбона во Париз, член на Францускиот национален центар за научни истражувања, член на одделението за соларна и планетарна астрономија на Франција и член на МАНУ. Како астрофизичар, неговата специјалност била разоткривање на тајните на најсветлата ѕвезда Сонцето и истражување на сончевите дамки и ерупции. За својата научна работа се стекнал со високи признанија во светските научни кругови. Најмалку 85 луѓе се убиени, а над 80 се ранети кога милитанти со бомби и огнено оружје нападнале една џамија во Северен Синај, информираат египетските власти. Државната новинска агенција МЕНА објави дека милитантите кои дошле со 4 џипа почнале да пукаат во верниците кои се собрале на петочната молитва. Владата прогласи 3-дневна жалост. Египет се бори против милитантите на Исламската држава на Синајскиот полуостров. Во борбите во изминатите 3 години загинаа стотици војници и полицајци. Милитантите најчесто ги напаѓаат безбедносните сили, но ги проширија нападите и со напади врз египетски христијански цркви и светилишта. Поранешниот подпредседател на Зимбабве Емерсон Мнангагва положи заклетва како нов председател на државата и го наследи Роберт Мугаве, кој што управуваше со земјата 37 години. Мнангагва стана втор председател откако Зимбабве доби независност. Тој положи заклетва пред десетици илјади луѓе на стадионот во Хараре. Мнангагва е поранешен близок соработник на Мугабе, но досегашниот председател на почетокот на месецов го разреши од функцијата подпредседател под обвинение за нелојалност, откако влезе во отворен конфликт со неговата сопруга Грейс. Јужноафриканскиот врховен апелацијски суд во Блоемфонтен го осудил славниот спортист Оскар Писториус на казна од 13 години и 5 месеци поради убиство на својата девојка Рив Стинкамп. Судијата рекол дека Писториус требало да биде осуден на 15 години, но судот го земал предвид времето кое веќе го поминал во затворот. Во јуни минатата година Писториус беше осуден на 6 години затвор поради убиство на својата девојка. Се очекуваше дека обвинителството ќе се жали, бидејќи тогаш рекол дека не им е прифатлива казна помала од 8 години затвор. Судот сега во вториот степен ја удвоил затворската казна за Писториус. Судот во Милано вчера донесе одлука со која бразилецот Рубињо добива затворска казна за сексуално насилство врз албанка. Бомбастичната вест доаѓа од Италија, каде престижниот весник газета Дела Спорт пишува дека поранешниот играч на Милан е казнет на 9 години. Робињо има право да ја обжали одлуката во Миланскиот суд и ако истата остане на сила, тогаш Робињо ќе биде безбеден само во Бразил, бидејќи оваа земја не ги екстрадира своите државјани. Денес имавме сончево време со умерена облачност. Утринската температура се движеше од -4 до 4 степени, а дневната од 10 до 16 степени. Според прогнозата на метеоролозите, времето утре ќе биде умерено облачно, стабилно и суво. Утринската температура ќе се движи од -3 до 5 степени, а дневната од 10 до 14 степени. Временската прогноза беше последната содржина од денешните регионални вести. Ви благодарам за вниманието и пријатно.